Базенот во спортскиот центар Борис Трајковски од денеска официјално започнува со работа, односно денешниот ден 1 октомври. До сега беше истиот затворен. Верувам дека ова информација како за јавноста најмногу е позната за сите рекреативци и пливачки клубови кои што најмногу го посетува овој базен токму тука. До сега истиот беше затворен за сите оние рекреативци, самите клубови. Истиот беше оштетен во текот на месец април оваа година, односно падна лајсна од самиот таван, каде што досега се вршеше санација токму тук. Санацијата заврши, овој базен е отворен за посетители. Заедно со нас ово утро е директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Даниел Апостоловски, кој ќе ни каже повеќе детали во однос на самото официјално отварање. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Навистина одлична вест, најмногу за сите рекреативци и спортските клубови, односно пливачките клубови. На самиот почеток, која е вашата порака до нив? Па добро, пред се мило ми е што конечно ето заврши санацијата и што луѓето ќе се вратат на базен. Не сме навикнати тука да биде тишина. Можам да кажам утринава ми израдува сликата кога видов дека навистина многу дечиња и повозрасни луѓе почна да го посетуваат базенот, така да ете од сега имаат и моја поддршка тука. Ќе се гледаме секојдневно на базенот и се надевам дека веќе нема да се соочуваме со вакви проблеми. Напоменав дека санацијата заврши, но дали е целосно завршена или пак можеби има останато некој дел кој што нели треба дополнителна обработка? Видете, санацијата беше предвидена конкретно во однос на кровната површина, односно на секундарна и терцијална конструкција на кровот, со што можам да кажам дека е завршена во целост. Што значи тоа? Дека во моментов изнајдовме преодно времено решение, затоа и велиме санација, не реконструкција, за да можеме да работиме во базенот и луѓето да го посетуваат, се додека не дојде онаа финална реконструкција и изработка на проект за истата. Така што ова преодно решение ни купува само време да не биде базенот затворен долго време, би рекол, туку во овие 3-4 месеци кога што активно работевме во него, да возможиме граѓаните да имаат каде да ги обавуваат своите рекреации, односно пливање и другите спортови кои што се одржуваат тука, а во наредниот период ќе работиме на целосната реконструкција на базенот, што ќе ни пружи, би рекол, задоволство можеби во наредните 50 на години без да имаме било каков зафат тука. Напоменавте дека вашиот прв печаток од официјалното денешно отварање е дека навистина имаше голем број на луѓе кои што дојдоа во посета на самиот базен. Од колку до колку часот работи истиот, односно дали има некои промени во однос на минатата сезона кога беше отворен истиот? Немаме никакви измени, базенот работи секој ден, односно од понеделник до сабота од 7 часот наутро до 23 часот навечер, односно во недела до 15 часот, така што немаме некои измени во однос на текот на работното време. Исто така немаме никакви измени ниту во ценовникот во овој момент, така што сите кои што претходно доаѓале на базенот можат под истите услови повторно да го посетуваат. Да се надеваме дека ќе ги има во што поголем број, да се надеваме дека ова вклучување беше од интерес за гледачите. Верувам дека најважното го кажавме, доколку нема дополнителни информации, јас сепак ќе ви заблагодарам за ова вклучување. Ви благодарам уште еднаш на вас и ги повикувам сите кои што сакаат да присуствуваат на базенот и да уживаат од сега понатака. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека навистина ова вклучување беше од интерес најмногу за сите оние спортски рекреативци и пливачките клубови, се разбира. Уште еднаш ќе напоменеме дека базенот, пливачкиот базен во спортскиот центар Борис Трајковски започнува од денеска официјално со работа и нема никакви промени во однос на работното време, ниту пак во самиот ценовник.